أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џал и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џал по обврската за неговиот таухид и верување во неговите пратеници не им пропиша на неговите робови ни една друга должност повозвишена и поголема од намазот. Тој им го нареди намазот на своите пејгамбери и пратеници, а праведните негови робови ги пофали поради нивното извршување на намазот. Намазот го постави како прва обврска после искреното еднобожство и целосното напуштање на ширкот и како јасна разлика меѓу оној кој верува во Аллах Азза ва Џал и оној кој не верува. Па возвишениот Аллах субханаху ва таала вели за Ибрахим алейхи салам: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. И кога на Ибрахим му го покажавме местото каде што е Каба, му рековме: не припишувај ни здруженици, значи немој да чиниш ширк, и исчисти ја мојата куќа, тоест Каба, за тие што ќе обиколуваат, за тие што ќе прават таваф, кои ќе стојат во намаз и кои руку и сеџда ќе извршуваат. И вели возвишениот Аллах: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. И ние ги направивме на Ибрахим, на Исхак и на Јаъкуб водачи кои упатуваат по нашата заповед и им објавивме да прават добри дела и намаз да извршуваат и зекат да даваат и само нас не обожаваат. И вели возвишениот Аллах Азза ва Џал за Исмаил алейхи салату вассалам: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. И му наредуваше на семејството свое, на фамилијата негова, намаз да извршуваат и зекат да даваат, и Господар негов беше задоволен од него. Возвишениот Аллах Азза ва Џал му се обрати на Муса алейхи салам велејки: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Навистина, јас сум Аллах, нема друг Бог освен мене, па мене обожавај ме и извршувај го намазот за да ме спомнуваш. Или кога ќе заборавиш, извршувај го намазот. И велит Аллах Азза ва Џал: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. И ние им објавивме на Муса и на братот негов на својот народ во Египет куќи изградете им и места за молитва направете ги и во нив намазот извршувајте го, а ти израдувај ги верниците. А додека за Иса алейхи салату вассалам
Возвишениот Аллах ни пренесува како Иса зборувал уште од колевка, уште кога бил бебе и велел: "Кале инни абдуллах, آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا." Рече Иса алейхиссалам: "Јас сум Аллахов роб, тој ми ја даде книгата и ме направи пејгамбер и ме направи благословен каде и да бидам и ми нареди намаз и зекат се додека сум жив." Додека за Закарија алейхиссалам велит Аллах азза ва џел: "Фанадетуху الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب." И додека тој стоејќи во неговиот михраб, во местото каде што клањаше и го обожаваше на Аллах азза ва џел, го повикаа мелеките. Во која состојба го најдое? Во состојба каде што му се клањаше на возвишениот Аллах азза ва џел. За чистата и чесната Меријем алейхиссалам Аллах азза ва џел велит: "Ја Меријем уқнути ли раббики васџуди варки'i ма'ар раки'ин." О Меријем, биди му понизна и покорна на Господарот свој и сеџда чини и оди на руку и клањај му се заедно со оние кои одат на руку. Кога возвишениот Аллах азза ва џел ни го пренесе говорот на народот на Шуајб алейхиссалам, кои тие му рекоа: "Ја Шуајбу, асалатука та'мурука ан натрука ма јабуду абауна ау ан наф'ала фи амвалина ма наша." О Шуајб, му рекал народот на Шуајб: "О Шуајб, дали намазот твој ти наредува да го напуштиме тоа што го обожавале предците наши, или пак и дали намазот твој ни наредува да не постапуваме со имотите наши како што ни е волја?" А овој курански ајет укажува дека Шуајб алейхиссалам не возвишувал ниту едно дело како што го возвишувал на намазот. Возвишениот Аллах азза ва џел велит: "Вама умиру илля лијабуду Аллаха мухлисина лаху д-дин хунафа ва юқиму с-салата ва ю'ту з-зака ва ذалика динул क़аййим." А наредено им е само Аллах да го обожаваат искрено, како правоверни верата да му исповедаат и намазот да го извршуваат и зекат да даваат, па тоа е исправната вера. Па намазот, о Аллахови робови, е менхеджот и патот на Аллаховите пратеници и на нивните искрени следбеници, па гледај да бидиш од менхеджот и од потот на овие Аллахови пратеници. Пот на овој намаз, кој намаз е најисакано дело на возвишениот Аллах азза ва џел, бил прашан Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам: "Ејјул амели ахаббу ила Аллах?" Кале: "Салату ала вақтиха thumma биррул валидейн." О Аллахов пратенику, кое дело е најисакано кај возвишениот Аллах азза ва џел? Па му рекол алейхи салату ва салам: "Намазот во своето време, а потоа доброчинство кон родителите." Прво дело и најсакано дело е намазот во своето време. Намазот ги чисти гревовите како што водата ја чисти нечистотијата. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, седејќи со неговите асхаби, ги прашал: "Што мислите? Ако човек пред својата врата има река, во која се бања 5 пати на ден, дали ќе му остане нешто нечистотијата?" Рекоа: "Не, ништо нема да му остане." Па рече алейхи салату ва салам: "Тоа е примерот со 5 дневни намази. Аллах преку нив ги чисти и ги брише гревовите." Thawban радијаллаху анху пренесува дека пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Знојте дека најдоброто од вашите дела или најдобро дело од вашите дела е токму намазот и не истрајува во абдест, освен вистински верник." Намазот, браќе, е првата работа за која човек ќе биде прашан на судниот ден. Велит алейхи салату ва салам: "Првото за кое ќе биде прашан човекот на судниот ден од неговите дела е неговиот намаз. А ако неговиот намаз е исправен, тој ќе успее и ќе биде спасен, а во друго предание ќе бидат исправни и неговите останати дела. А ако не е исправен, тој ќе пропадне и ќе изгуби. Па затоа пази како ќе излезеш пред возвишениот Аллах азза ва џел. Дали го имаш оне, зашто ќе бидеш прво опитан на тој ден.
На тој ден кога нема да користи ниту деца, ниту имот, ниту било што на ова дуња. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни направи искрени следбеници на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, да ни направи од оние кои го чувае намазот во нивните времиња, во секој ден, а не периодично. И го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни сади иман во нашиве сорца и во сорцата на нашите деца. И го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни оддалечи од ширк и од све оне со што тој не е задоволен. Баракаллаху ли ва лакум фил Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصر المستضعفين في السودان، اللهم انصر المستضعفين في السودان، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمرتدين، اللهم من أرادنا ومنهجنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.